Пред блиц прашање до градоначалникот на општина Делчево, со кого еве денес имаме можност да поразговараме, на кои инфраструктурни проекти се работи во моментот. Одговорите да бидат кратки за да има време за повеќе прашања. Денеска се работи на изградба и реконструкција на улица Индустријска во должина од 500 метри. Тоа е првата фаза на самата улица, потоа ќе следува до изградба на истата од мостот на река Реганица па до улица Маршал Тито, потоа следуваат изградба на нови 10 улици, 4 во централното градско подрачје, 2 во спортско рекреативен центар, една во населбата Звегор, една во населбата Стара Асаник и 2 во населбата Пролет, така да ќе ни следува едно бурно инфраструктурно лето во кое што ќе нашите граѓани ќе имаат можност да уживаат во подобрена патна инфраструктура некаде таму до почетокот на месец август. Кога е планирано второто прскање против комарци? Па за сега, да бидам искрен, немаме планирано второ прскање за комарци, ќе планираме веднаш по ребалансот на буџетот, затоа што сите средства кои што беа предвидени за таа намена се веќе потрошени. Знае дека ние пред известен период имавме авионско прскање на комарци и средства кои што беа предвидени во буџетот на општината веќе се потрошени и за ваквата услуга е потребно да се направи ребаланс на буџетот. Измина 2/3 од вашиот мандат, од која институција, организација или она што е во склоп на општината сте најзадоволни и каде има простор за критика? Па да бидам искрен, јас сум задоволен од сите институции кои се во моја надлежност. Тука станува збор за јавно комунално предпријатие, за трите наши училишта, за детската градинка, за локалната библиотека и мислам дека ние како локална самоуправа ќе работиме сите заедно за подобрување и на услугите и на образовниот процес, и на предучилишниот процес, и на подобрување на комуналната хигиена, и на подобрување на услугите, на зголемување на фондот на книги овде во библиотеката, така да сума сумарум сум задоволен од тоа како започна мојот мандат и од тоа како новите поставени директори си ја сватија сериозно работата и работат во интерес на подобрување на условите во нивните институции. Така да мислам дека веќе на крајот на првата година од мојот мандат ќе ги сумираме добри резултати и ќе имаме еден добар очит. Лето е, а граѓаните очекуваат забава обично во месеците јули и август, во другите општини има нешто организирано. Ние што да очекуваме? Па да, ние како општина Делчево ќе заедно со Центарот за култура Никола Ѓонков Вапцаров сме во подготовки на Делчевско културно лето, кој што ќе биде со еден малку поинаков назив, кој што сега не сакам да го кажам, ќе биде еден брендиран назив на кој што ќе ги повикаме нашите иселеници активно се вклучат во истото. Ќе имаме една богата програма која што ќе биде досега најпрепознатлива, најбогата со музички изведувачи и со настани, и тоа што можам да го еве сега за прв пат да го кажам, и ќе имаме светско првенство во врачно косење на трева овде во центарот на Делчево. За тоа и поради таа причина сакам да ги замолам и нашите сограѓани да не реагираат на повисоката трева која што ќе ја забележуваат овде веднаш пред општина Делчево. Спортот, кога ќе биде завршен скејт паркот и кога ќе почне салата нова која најавивте да се реконструира? Скејт паркот е наш општински проект кој што е финансиран преку кросборд соработка со Република Бугарија и се очекува некаде до крајот на првата половина на месец август и да биде и официјално завршен, односно на изведбата тоа е реконструкцијата на спортската сала која што е кај во близина на нашиот стадион Гоце Делчев. Таму овој проект е преку Министерство за спорт и мислам дека веќе заврши тендерската процедура. Сега се во процес на еволуција и многу наскоро ќе имаме и официјално изберен изведувач, пошто сега ќе почнат и самите градежни активности на истата. И за крај, туризмот во Делчево заживува највеќе летен период. Што тука треба да се надогради за да сме уште попривлечна општина? Па ние како општина Делчево планираме веќе утре во четврток да направиме еден состанок со наши угостители, со луѓе кои што се занимаваат со туризам, со нашите вработени во локална самоуправа, за кои што искрено сакам да се благодарам јавно за нивната посветеност, за работата која што прават особено во овој дел, и ќе направиме еден совет за развој на туризмот кој што ќе допринесе во нивна да се доразработи нашата понуда како град. Сега го спремаме културно информативен центар кој што ќе биде веднаш до влезот на киносалата во Делчево. И сега го имаме уште два бизнис форуми кои што дополнително ќе дадат додадена вредност на развојот на туризмот овде во Делчево. Едно заборавено подпрашање, ама малку тешко за одговор, но мора да го одговориме. Звегорска река?
Зеловска река, да бидам искрен, е таму малку запеткана ситуација. Добро е што по сите геодетски мерења кои што ги спроведувавме ние како општина Делчево, се испоставува дека има можност за изгледа на две за сега официјално и неофицијално за три спорени улици кои што ние веќе ги нарачавме овие две, за трета доколку се испостави дека премерот прв точен, ќе нарачаме и за неа проект и секако потоа по изнаоѓање на средства ќе бидат асфалтирани. Јас се надам некаде дека до крајот на оваа година за прв пат ќе можеме да ги израдуваме нашите сограѓани од Зеловска река дека конечно во Зеловска река ќе никне една улица. Благодарам многу.